Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. 15-годишно девојче загина вчера во сообраќајка на локалниот пат од Градец кон автопатот кон Тетово. 14-годишно дете го возело автомобилот BMW кој излета од пат, па од тешките повреди почина 15-годишно девојче. Вкупно 5 деца, меѓу кои возачот се повредени. Несреќата се случи вчера околу 17 часот на локалниот пат, што го поврзува гостиварското село Градец со автопатот кон Тетово. Патничко моторно возило BMW со италијански регистарски таблици, што го управувал 14-годишник од Градец, загубило контрола, излетало од коловозот, се превртело и завршило во канал за наводнување. Од излетувањето и превртувањето 15-годишно девојче од Градец, кое се наоѓало на десното задно седиште, задобило смртни последици од кои починало на самото место. Тешки телесни повреди задобило и 14-годишно девојче исто така од Градец, кое по укажаната лекарска помош во гостиварската болница во тешка коматозна состојба итно е префрлено на скопските клиники. Возачот и други 3 девојчиња на возраст од нецели 15 години пренесени се во гостиварската болница, 3 лица се пуштени на домашно лекување, додека едно девојче задржано е за натамошна обсервација. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршија комплетен увид на местото на несреќата, фотодокументирано е возилото и се превземаат мерки и активности за целосно утврдување на причините, околностите и се друго поврзано со несреќата. Несреќата се случува во период кога полицијата превентивно се обидува да ги спречи малолетниците да возат без да имаат положено возачки испит. Поради тоа што на годишно ниво се откриваат околу 1000 малолетници и млади кои без возачки дозволи управуваат автомобили, започна кампања "Не седнувај зад волан без возачка дозвола". Ќе бидат информирани да не седнуваат зад волан без возачка дозвола и да ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, но ќе бидат и поблиску запознати исто така со законските импликации доколку управуваат возило без положен возачки испит. На овие предавања исто така средношколците ќе бидат запознати и со законските импликации предвидени за нивни роднини, родители и слично, кои ќе им ги дадат на управување возилата, а знаат дека немаат положено возачки испит. Инаку, непосредно пред започнување на новиот превентивно-едукативен проект, кој патем да споменаме веќе во завршна финална фаза, службите на секторот за внатрешни работи Тетово темелно ја согледаа потребата и професионалната и општествена оправданост за имплементација на еден ваков проект. Во тој контекст сакам да нагласам дека просечно годишно на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, нашите служби, односно службите на секторот за внатрешни работи Тетово, откриваат по над 1000 лица кои ги управуваат возилата без возачка дозвола. Меѓу нив, она што посебно загрижува, бројни се малолетниците, односно адолесцентите, а имаме и повторници кои неретко се среќаваат на патиштата. Секторот за внатрешни работи Тетово, односно носителот на овој проект, очекува со неговата реализација да се придонесе за подигнување на нивото на сообраќајната свест и култура на младите и, уште еднаш да повторам, да им се укаже да се посоветуваат да не седнуваат зад волан без положен возачки испит. Лани во мај во слична сообраќајка со превртено возило животот го загуби 18-годишникот Тетовско кој се враќал од маторска прослава. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Нелегална сеча на дрва откри тетовската полиција.
Двајца браќа на возраст од 20 и 23 години од селото Вејце од полициски службеници се затекнати како ватарот на Вејце, сечели, извлекували и товареле дрва во возило Лада без регистарски таблици. Двајцата се приведени во полициската станица Тетово, а возилото, пилата и близу половина метар кубен дрва се одземени и предадени на шумската полиција. Во увидот кој уследил на околу километар од десната страна на асфалтниот пат, пронајдени се уште 29 метри кубни нелегално пресечени дрва, кои исто така се одземени и се предадени на шумската полиција. Во консултација со јавен обвинител, двајцата приведени нешто подоцна се пуштени и ќе се соочат со поднесок. Дневен ред со 155 точки се најде пред советниците на денешната седница на Советот на Општина Гостивар. 140 од нив беа поврзани и се однесуваа на предлог одлуки за отпис на долгови за комунална такса за јавно осветлување. Одлуките за еднократен отпис на долгови на 140 граѓани ја одолговлекоа денешната седница на Советот на Општина Гостивар. Советниците најпрво не можеа да се договорат дали секоја од 140 предлог одлуки ставени на дневен ред да се исчита посебно или да се прочитаат само имињата на граѓаните, со оглед дека станува збор за иста работа. Седницата беше прекината за консултации, пошто продолжи дискусијата. Беше побарано и дополнително образложение по кој основ се врши отписот на долгови. Од Општинскиот сектор за финансии и буџет дадоа објаснување дека се работи за комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, а предлог одлуките се согласно законот за еднократен отпис на долгови. На крај, скоро 2 часа по закажаниот старт на седницата, сите 140 одлуки беа усвоени заедно. Инаку денешната седница на Советот на Општина Гостивар имаше 155 точки на дневен ред, заедно со одлуките за отпис на долгови. Советниците изгласаа програми за реализирање на екскурзии за основните училишта во Форино, Чегране, Дебреше и училиштето Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар. На дневен ред се најде и 3-месечниот финансиски извештај на јавното претпријатие Комуналец, како и извештајот за извршени работи на Општина Гостивар за 2014 година. Со амин од Советот, Општината ќе и додели 950.000 денари на Гостиварската гимназија за да исплати долг со судско решение. Како што беше објаснето, се работи за неплатена обврска од 2012 година, што гимназијата го имала конфирма ангажирана за извршување работи. Родителите на недисциплинираните деца се покажаа како дисциплинирани. Редовно ги посетуваат така наречените родителски школи. Казната за непосетување на групните советувања кои се одвиваат во училиштата, каде ученивното дете изнесува 200 евра. Како дисциплинирани се покажаа родителите на недисциплинираните деца во Тетовско, како што ни изјавија од повеќето училишта, родителите редовно ги посетуваат така наречените родителски школи во рамки на проектот кој веќе 3-та година поред се имплементира. Доколку ученикот има лошо поведение, лоши оценки или учествува во тепачки, еден од родителите е обврзан да доаѓа на групно психолошко советување во училиштето каде учи ученикот. Позитивен аспект или позитивна светла страна на ова советување е тоа што родителите кога ќе ги свикаме на советувањето, групното советување, едни од други си делат искуства. Првата средба може би е така малку порезервирана, родителите или се срамат или не сакаат јавно да ги истакнат своите проблеми, иако горе-долу се сите собрани со еднороден проблем, да кажам. Најобично е тоа или поради намален успех се повикани, или поради несоодветно однесување, или поради нередовно посетување на настава. Значи, горе-долу се поклопуваат тие три проблематики. Самите родители велат дека ни тие не се моćни дома да ја променат таа ситуација, значи доволно е што ќе си ги искажат своите маки, своите проблеми и едни меѓу други ќе си кажат некои совети, да кажам финти или тактики како да успеат со своето дете за да се надмине тој проблем. Одредена доза на подобрување е забележителна, значи после секое тромесечие, полугодие на после наставничките совети, тие резултати ги сумирам, значи наоѓаме просечно каков е успехот, кога станува збор за успехот, ги следиме исто така и однесувањата на учениците, посебно на она, да кажам, критична група на ученици. Помеѓу советувањата доста
контактираме индивидуално. Значи, неминовно е, за да дојде до тоа групно советување потоа, ефектите мора и да се следат и да се одржува некој континуитет на одреден предмет. За ученик ли е, група на ученици, двајца, тројца, зависи како се поврзани, за да сето тоа се санира. Проектот Родителска школа има за цел да ги поттикне и вклучи родителите во образовниот процес на нивните деца. Заинтересиран и информиран родител резултира со поквалитетно образование и однесување на неговото дете. Ефектите од досегашните советувања во училиштата даваат надеж дека може да се постигне подобри или барем задоволителни резултати во воспитувањето на децата. Групното советување, пред се акцентот е ставен на групното советување, се реализира онака од пракса и по реалните потреби гледано околу 3 пати годишно, нашиот случај во нашето училиште, најмногу по првото тромесечие, полугодието и третото тромесечие. Меѓутоа, се јавуваат потреби кога имаме случаеви за советување во текот на целата учебна година. Сметајќи ги насоките од правилникот за советување, земајќи ги во обзир насоките, како треба да се советува, на кој начин, со колкава бројка на родители, со каков пристап, кои ефекти, сето тоа документацијски да се евидентира, запиши и забележи. Ефектите би биле, не можам да кажам дека сме без ефекти, меѓутоа треба уште малку да се поработи од аспект на воспитната компонента. Верувајте, учениците како такви кај нас во училиште, ние целото време посветувајќи ја образовната компонента, наставниците во една трка да го реализираат сето она што е планирано, што од нив се бара, самата настава, инспекторатот и законските норми, воспитната улога и функција многу затајува. Пред се, немоćни сме од аспект да влијаеме, да го промениме сето тоа, самиот начин на однесување на учениците, погледот нивен кон околината, односот со другите. Сега живееме во едно покритично време, каде што и децата веќе не се она што сме биле ние некогаш, нервозата владе, други проблеми, средината си го прави своето, друштвото, интернетот и така многу други познати пороци. Инаку казната за родителите за непосетување на групните советувања кои се одвиваат во училиштата каде учи нивното дете изнесува 200 евра. Со едноминутен молк студентите од Државниот универзитет во Тетово им одадоа почит на настраданите студенти во терористичкиот напад во Кенија. Државниот универзитет во Тетово се приклучи на иницијативата на Асоцијацијата на европските универзитети за солидаризирање со жртвите на терористичките напади кои се случија во Универзитетот Коледж Гариса во Кенија, каде на 2 април 2015 година беа убиени 147 студенти, додека беа ранети уште 79 други. По тој повод Државниот универзитет во Тетово заедно со останатите универзитети членки на Асоцијацијата на европските универзитети денес на Пладне во 12 часот со едноминутен молк им оддаде почит на жртвите на Универзитетскиот коледж Гариса во Кенија. Децата од 3 и 4 години згрижени во градинките Младост, објектот Тетекс, денеска пред своите родители преку приредба покажаа што научиле за време на нивниот престој таму. Девојчињата преправени во бубамари, а момчињата во цветови. Децата на возраст од 3 и 4 години згрижени во градинката Младост, објектот Тетекс, денеска доловија вистинска пролет во нивната градинка. Пред своите родители преку приредба покажаа што научиле додека престојуваат таму. Испеаја песни за пролетта, за бубамарата и за кокичето. Штак, шетам пак по фар. Заприте са мои приятели, šta? Дите суде, от мама сум гаден, јас сум деца зумбу, мири се фицаден. Од нашиот крај, од вечниот април, убавиот мај, растуте регранки, по сонце сияј, колку е убав родниот крај. Слетај, бубамаро, на мои векоси, па ми кажи дали гости
ти вистина носиш. Ако носиш буба маро, донеси ја дара. Мачно ми е зашто вчера со неа се скарав. Летај, летај буба маро, а и криленца шири и на дара ти. Кажи веднаш ке се смири. Ставичка, јас сум Пита пресавница, оди китен да ме вида. Цело лето во ваш крај, летам шетам кога рај. Денеска во градинката Младост направивме приредба по повод денот на пролетта и учествуваа 19 деца со рецитал и со секој со своја стихотвор. Со весели детски лица и насмевки на родителите заврши приредбата на децата згрижени во објектот Тетекс. Средношколците кои денеска поставија камп пред Министерството за образование и експресно беа повикани на разговор со Министерството за средбата велат дека не е постигнат никаков договор. Според министерот Адеми тие биле повикани на средба само затоа што надлежните се загрижени за нивната безбедност од најавата дека 24 часа ќе престојуваат во паркот на новинарите спроти објектот на МОН, но министерот останува на ставот дека најавените реформи не се лоши, а според него средношколскиот пленум не е легитимно представничко тело на средношколците. Средношколците велат дека средбата се одвивала со заменик министерот Спиро Ристевски, додека Адеми само накратко ги посетил. Кратко присутен бил и Владимир Пешевски како представник од владата. Ваквите преговори ќе продолжат и во текот на следните денови. Веднаш по завршувањето на средбата, средношколците на генерален пленум одлучиле бојкотот на наставата и кампување пред МОН да продолжат. Тие ќе бидат присутни во училиштата, но ќе ја бојкотираат формалната настава, а по завршувањето на часовите ќе се приклучат на кампот пред МОН, каде остануваат во остаток од денот. Средношколците бараа средба со министерот Адеми на кој ќе ги образложат своите барања, пошто тој би ги укинал екстерното тестирање и би го вратил стариот концепт на полагање на матурата. На програмата на телевизија КИС во 17 часот и 30 минути ќе емитуваме репортажа од осветувањето на конаците на Бегорскиот манастир. Повеќе од 30 патници се повредени, од кои неколкумина потешко, кога утринава во Загреб се судрија патнички автомобил и автобус на градскиот превоз. Според првичните информации, возачот на автобусот се обидел да го избегне сударот со автомобилот и притоа удрил во столб за јавно осветлување. На терен се во тек интервенции на итната медицинска помош и се врши полициски увид. Бројот на загинатите во земјотресот што го погоди Непал во саботата порасна на 3700 луѓе. Властите не успеале да стапат во контакт со најлошо погодените региони и се стравува дека бројката на жртви ќе биде над 5000 лица. Според властите повредени се повеќе од 6500 лица. Силниот земјотрес од вчера предизвика нови лавини на Хималаите, а спасувачките акции соопштија дека повеќето од болниците се преполни и имаат недостиг од медицински средства. Представници на Обединетите нации изразија загриженост дека силните бури може да бидат закана за многуте луѓе кои престојуваат на отворено, како и поради недостигот на вакцини, што би можело да предизвика заразни болести. Германецот Јост Кобуш ја снимил лавината која затрупала планински логор во база на Монт Еверест по силниот земјотрес од 7,9 степени според Рихтер во Непал во саботата. Кобуш ја објавил снимката на каналот YouTube. Планинарите почувствувале како земјата под нив се тресе, а кратко потоа ја забележале и лавината како доаѓа кон нив. Кобуш вели дека ја доживеал лавината како нуклеарна експлозија. На снимката се слуша некој како вели: "Држи се за мојата јакна." Кобуш и неговиот сопатник имале среќа и минале без поголеми повреди, за разлика од нивните 18 колеги алпинисти кои загинаа во налетот на лавината. До сега бројките велат дека во земјотресот загинале околу 3300 луѓе, а повредени се околу 7000. Мустафа Кинчи освои 60,38% од гласовите во вториот круг од претседателските избори во Северен Кипар, соопшти Централната изборна комисија по пребројувањето на 95% од гласовите.
Актуелниот претседател Дервиш Ероглу освои 39,62% од гласовите. Одзивот на гласачите изнесува околу 64%. Официјалните конечни резултати ќе бидат објавени на почетокот на следната недела. За победа во вториот круг од изборите кандидатот треба да усвои повеќе од 50% од гласовите. Европската комисија воведува блокатори за мотор на автомобилите на лица кои претходно биле регистрирани како управуваат во алкохолизирана состојба, како дел од реформите во борбата против зголемениот број смртни случаи во сообраќајни несреќи. Со овие блокатори моторот на возилото нема да може да се покрене ако се забележува алкохол во крвта на оној што седнал зад управувачот. Заедно со брзото возење, брзото преминување низ светлосните сообраќајни знаци и некористење на појасите, возењето во пијана состојба е еден од 4 големи убици, што предизвикува 75% од смртните случаи на патиштата. Овие уреди блокатори, според објаснувањето на неформалната влада на Европската Унија, ќе може да го спречат моторот на автомобилот да започне со работа, освен ако лицето зад управувачот нема алкохол во крвта. Па така со ова ново правило во неколку земји членки на Европската Унија, оние што биле фатени како возат во пијана состојба и се заведени како прекршители, ќе можат и во иднина да го задржат правото да управуваат автомобил, но само ако користат возила опремени со алкохол блокатори. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, топло и ветровито. Во крајните западни делови во доцните попладневни часови имаше услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 4 до 13, а дневните од 16 до 23 степени Целзиусови. Утре не очекува нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринските температури ќе се движат од 5 до 12, а дневните од 17 до 24 степени Целзиусови. Ги гледавте регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.